Почитувани, ја следите најновата Телма Амбуланта. Во денешната емисија ќе зборуваме за препаратите што се користат за ублажување и смирување на симптомите на алергијата. Гостин во студиото е Минов Михаил, магистар по фармација во Еврофарм. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам, Марија, за поканата. Можете ли накратко да ни објасните што се случува во телото кога се јавува алергиска реакција? Во организмот, во случај кога е во контакт со алергени, кои што се од групата на антигени, доаѓа до активирање на многу од процесите на имуниот систем. Односно, како што алергенот ќе навлезе, дали преку носот, дали преку грлото, дали на кожата, доаѓа до активирање на имунокомпетентните клетки и тие веднаш започнуваат да ослободуваат едни посебни хемиски соединенија, се викаат медијатори на воспалителната реакција, кои што имаат за цел да го неутрализираат алергенот. И до овде е све слично како и во случај кога организмот наш ќе стапи во контакт со некој вирус, односно бактерија. Повторно истиот систем, тие имунокомпетентни клетки се активираат, меѓутоа се ослободуваат поинаков тип на вакви медијатори. Во случајот на алергиите се ослободува хистамин под број 1, меѓутоа и леукотриените се тука, и други медијатори на воспалителната реакција, кои што самиот човек, кој што е во контакт со алергените, ќе почне кај него прво носот да тече, па ќе започне еден процес на воспаление, односно црвенило на очите, односно конјуктивит. Кај некои од луѓето се случува и сува, непродуктивна кашлица, кај трета група на пациенти настанува и подлабоки респираторни проблеми, а кај оние луѓе кои што се со историја на алергиски реакции, постоечката, односно таа старата алергиска реакција знае да разбукне уште повеќе. Алергија може да се јави поради различни причини. Има сезонски алергии, алергии на храна, контактна алергија, алергија од уботни инсекти, така натаму. И алергии кон лековите се јавуваат. Но и алергии кон лековите. И сега, која е разликата помеѓу алергија кон лек и несакано дејство на лекот? Сосема две различни, како да кажам, лоши карактеристики за ефектот од лековите. Значи, покрај посакуваниот ефект од конкретниот лек, односно излекувањето на заболувањето, секој еден лек како страна субстанца, како нешто невообичаено за организмот, предизвикува таква имуна реакција. Слично е и со поленот, слично е и со кикириките и со ред други општо познати како алергени. Човекот може да реагира на активната компонента од лекарството, меѓутоа може да реагира со алергиска реакција и кон, воколку е во облик на капсула, телото на капсулата, меѓутоа може да пројави алергија и на помошните субстанци кои што се употребуваат при изработката на лекот. Така да треба лабораториски да се диагностицира, односно лекар, пулмоалерголог или дерматолог треба да се консултираат во случај на појава на алергиска реакција кон лек. И кон храна, и кон полен, меѓутоа во секој случај треба доктор тоа да го потврди кај пациентот. Сега, доколку се јави алергиска реакција на лек, на каков начин се третира? Исто како и останатите алергии? Исто како и останатите. Значи, во принцип се даваат, се ординираат лекови кои што се од групата на антихистаминици, можат да бидат од постара или од понова генерација. Втора една категорија на лекови се викаат стабилизатори на маст клетките. Маст клетките се такви имунокомпетентни клетки кои што влијаат на ослободување на интерлеукините. Трета категорија би биле лекови кои што се
имуноактивни, односно оние вакцини кои што се ординираат кај луѓе со долготрајна претходна историја на алергиски реакции кон конкретен предизвикувач, така да терапијата е различна зависно од самиот пациент. Значи споменавте дека има навистина една широка група на препарати кои што се користат и постојано се истражуваат и постојано се регистрираат нови молекули кои што ќе делуваат значително побрзо и подобро споредено со оние старите генерики, а при тоа несаканите ефекти ќе бидат минимални, бидејќи новите молекули делуваат по поразличен механизам него ли старите. Конкретно, кај антихистаминиците... Така, знаеме дека има антихистаминици од стара и од нова генерација. И од стара и од нова. Дали има разлика во ефикасност? Еве, ова е едно од дилемите на пациентите што имаат алергија. Ефикасноста како да кажам, подеднаква, меѓутоа профилот на несакани ефекти е кај новиве далеку поблаг, односно тие не го пројавуваат онaj ефект на зашеметеност или потреба да се легне поспаност, кој што беше карактеристичен кај старите генерики. Додека овие новиве леукотриени инхибиторни субстанции од типот на монтелукаст, односно биластинот, тие воопшто не влијаат на работоспособноста на човекот. Односно, човекот може да продолжи со нормален живот, со нормална работа, да вози кола, да функционира најнормално. Така, значи кај оние кои што се работоспособни, кои што управуваат со моторно возило, на кои што има потребна концентрација, најдобро е да се употребуваат антихистаминици од новата генерација. Од новата генерација. Сега, колкава доза на антихистаминици може да се прими во текот на едно деноноќие? Обично знаеме дека апчето се зема пред спиење, но може ли да се земи во поголема доза? Вообичаено дозирањето е една таблета наутро, една таблета попладне, кај возрастни. Кај деца е посекако, деца од над 2 години, е еднаш дневно. Дозирањето нормално, кај деца нели се употребува јачина, односно концентрација на лек која што е адаптирана на детската возраст. Меѓутоа, зависно од сериозноста на алергиската реакција, можно е да има потреба покрај таблетата наутро навечер да биде вклучен и спреј во текот на денот, односно интравенска апликација, зависно од сериозноста на конкретната ситуација, на конкретната реакција на пациентот кон дефиниран алерген. Кога станува збор за антихистаминиците, дали тие може долготрајно да се употребуваат? Не би требало. Не би требало, односно се употребуваат, например, еве пролет сме, цвеќињата, растенијата почнуваат да цветаат, 2 до 3 недели ќе биде интензивно тоа изложување на поленот, односно таа поленска алергија што се јавува и тука негдека и би престанале со терапијата со антихистаминикот, затоа што, нели, колку и да е посакуваниот ефект солиден, несаканите ефекти знаат за долгорочна употреба да пројават големо влијание, односно квалитетот на животот на човекот да биде намален. Има долга листа на несакани ефекти? Да, голема е листа. Што најчесто се јавува кога станува збор за антихистаминиците? Значи, од таа поспаност која што ја спомнавме... Дури кај новата генерација може да се јави истото? Можат, да. Значи, тука е гадењето, мачнината, дури диареја, односно човекот да се почувствува дека фатил некој стомачен вирус, а при тоа зборуваме за една алергиска реакција. Односно, дадена терапија за алергиска реакција, но ради несаканите ефекти самиот човек да започне да се прашува да не настинав во меѓувреме, да не закачив некој вирус. Така да
нели, тие несакани ефекти знаат да бидат и далеку посериозни, да влијаат на работата на срцето, да многу посериозни да бидат. Исто така се користат лекови против алергија, односно препарати против алергија и во форма на спреј во носот, бидејќи алергиите предизвикуваат запнат нос, сврап, чешање и слично. И сега, што тие содржат? Спреевите наменети за назална апликација, односно во нос што се ставаат, прво во едната ноздрва, потоа и во другата ноздрва, при што ако аплицираме во левата ноздрва, десната треба да ја држиме со прстот од другата рака и да вдишиме што е можно подлабоко на нос. Истото ќе се случи и во другата ноздрва. Во принцип ги има различни како молекули. Нафазолин е и во облик на капки, и во облик на спреј, тој е генеричко име. Меѓутоа има и кортикостероидни препарати кои што во никој случај не смеат подолго од месец дена да се употребуваат ради несаканите ефекти на тие кортикостероиди. Да, ефектот им е брз, се случува за многу кратко време, трае подолго време, меѓутоа профилот на несакани ефекти, на несакани дејства на кортикостероидите е многу посериозен. Дали лицата кои што имаат алергија која што е поврзана со несакани состојби со носот, може да користат и обичи капки за нос? Апсолутно, оние што да. се за одзатнување на носот? Знаете како, кај овие луѓе кои што почесто имаат синузит, односно настанува таква алергиска реакција на слузокожата во носот, би требало во секојдневната тоалета наутро, покрај миење на лицето и на зъбите, да нашприцаат во двете ноздрви хипертоничен раствор на морска вода. Најдобро е воколку е во комбинација со хиалуронска киселина, која што како молекула ќе обложи слузницата на ноздрвите внатре и нема да го дозволи тој контакт на алергенот со слузницата, со клетките на слузокожата во носот. При тоа, оваа хипертонична морска вода ќе делува на повлекување на содржината надвор од носот. Тоа е правило на физика. Ваквите морски води ги има и како изотонични. Јас секогаш препорачувам хипертонична морска вода, затоа што ефектот е далеку подобар. Факт е дека аплицирана во двете ноздрви, дел од нејзе ќе стигне и до грлото, па на вкус е многу горчливо, непријатно, меѓутоа ефектот е далеку подобар. Значи, говорам за лаважа, ваква со хипертонична морска вода во текот на целата година. Тоалета? Да. Значи, наутро, како што миеме лице и зъби, така и носот треба да го измиеме. Алергените всушност ќе се измијат од носната празнина? Нема ни воопшто да се залепат ради оваа хиалуронска киселина која што ќе делува, тоа е втората активна компонента, нели? Која што ќе ја содржат овие раствори на хипертонична морска вода. А доколку се употреби хипотоничен раствор? Нема таков. Нема, има изотоничен. Изотоничен, се извинувам, ако се употреби изотоничен. Изотоничниот раствор едноставно само прави хигиена. Ги нема ефектите на хипертоничниот. Во принцип се употребува воколку надворете има смог или чисто за промивање на ноздрвите. Така, кај одредени пациенти кои што имаат тешки форми на алергии, се препорачуваат и кортикостероидните препарати. Да. Сега и во облик на таблети, и во облик на инекции. Многу често ги користат како пумпица. И како пумпица. Астматичарите, да. Меѓутоа се случува бурна алергиска реакција каде што ќе биде потребно и интравенски да се аплицира кортикостероиден препарат и таблетарната форма на кортикостероидите, која што е, како да кажем, за сосема поинаква намена, меѓутоа off-label се употребува и кај
долготрајни алергиски реакции. Пумпиците се наменети за терапија на астмата. Астмата е како имунолошко заболување, како имунолошка состојба во организмот, се карактеризира покрај сите останати параметри и со зголемено ниво на имуноглобулин Е и на еозинофилите, тоа се тип на клетки во циркулацијата. Фактички на секоја алергиска реакција овие два параметра се покачени. Пумпиците со кортикостероид се употребуваат подолг временски период, од фабрика доаѓаат спакувани спремни за употреба. Човекот нема потреба да ги раствара дома или да купува дополнителен адаптер. Едноставно тоа е што го добива во аптека на извештај од пулмолог. Пафот, тоа е едно вдишување што е кај пумпицата за астма, е точно одмерена количина на активна супстанца на лек во еден паф. Значи не може да биде помалку, не може да има повеќе. Кога ќе се потроши канистерот што е горе, едноставно ќе престане да функционира, не може на празно да работи. Најчесто се ординираат наутро и навечер, зависно повторно од сериозноста, односно индивидуалната реакција кај човекот. Најчесто оди наутро и навечер, меѓутоа може да оди само навечер. Колка е ефикасноста од кортикостероидната терапија кај алергиските реакции? Знаете како кортикостероидите се чудотворни лекови. Делуваат на многу причинители на заболувања. Да, и тие самите предизвикуваат многу несакани ефекти во истото тоа тело, во истиот тој човеков организам. Ефикасноста им е висока, воколку терапијата оди под контрола на лекар. Значи мора да се оди, ако докторот каже за 2 недели на контрола, тоа е на вистина за 2 недели или за 2 месеци. Не можеме да си играме со лековите воопшто, а најмалку па со кортикостероидите. Кои се опасностите од долгорочното користење на кортикостероидната терапија, бидејќи знаеме одредени пациенти имаат потреба и за такво нешто? Да, значи доаѓа до промена на васкуларизацијата. Конкретно ќе се јави кај овие што се кортикостероиди за назална апликација во нос што се шприцуваат, доаѓа до истенчување на слузокожата и до стеснување на крвните садови во носот. Така да човекот ќе се почувствува дека го чеша носот од внатре, а всушност тоа е, ајде да кажам, едно несакано дејство од кортикостероидите. Слично се случува и со белодробието, кај овие што се кортикостероиди во облик на пумпици, кои што одат и меѓутоа, нели, тие мораат да бидат примани. Едноставно не може, нема друга замена за нив. Кај овие за назална апликација, онаа секојдневната тоалета со хипертоничната морска вода значително ќе помогне и нема да има толкава потреба од капки, односно раствори, спрееви за назална апликација. Може ли да се јават и промени на јазикот, на бојата на јазикот од долготрајна употреба на вакви препарати? Да, се јавува најчесто е во како бели наслаги се, кои што, ајде да кажам, наликуваат на наслаги од една габичка, Candida albicans, која што во принцип се јавува при пореметување на нормалниот микробиом, односно на нормалната флора во човековото тело. Таа кандида знае да разбукне и во пределот на интимата, знае да се јават лезии на кожата, меѓутоа е резултат на променет на лошо микробиом, односно млечно-киселинските бактерии кои што секој од нас ги содржи. Така да тука е една посебна категорија на препарати за третман на алергиските реакции, кои што се пробиотиците. Во последно време нели се исклучително популарни, започна како антидиароици при диареја,
меѓутоа денес веќе значењето на пробиотските култури е, како да кажам, исклучително многу истражено и да, има одреден сој кој што се смета за посебно ефикасен кај алергиските реакции? Современите пробиотски производи содржат неколку различни соеви, не е само една млечно-киселинска бактерија во таблетката, него се по неколку и истражувањето укажуваат да бидат концентрацијата да биде што е можно повисока. И тоа ќе даде еден комфорт кај пациентот еднаш дневно една таблета, за разлика од тие старите пробиотици каде што требаше 3 пати дневно по 2 таблети. Значи важна е концентрацијата на бактериите што е можно поширок состав, 8, 12 пробиотски култури да ги има во една доза, во една таблета или капсула и што е можно повисока концентрација. Во кој случај адреналинот е неопходен во домашната аптека кај лицата со алергија? Адреналинот ќе биде неопходен, меѓутоа знаете како адреналин се аплицира во болнички услови. Само во болнички? И во ординација, меѓутоа он е во групата на лекови кои што спаѓаат антишок терапија. Адреналинот се аплицира од страна на сестра или доктор во случај кога доаѓа до анафилактичен шок. Значи, астмата не третирана долго време, контактот со поленот, например, ќе доведе до исклучително бурна реакција во организмот, која што може да заврши со анафилактичен шок, каде што треба скоро моментално да се даде, да се аплицира адреналин, меѓутоа и тоа не е, како да кажам, понекогаш и тоа не е доволно. Односно, тие неколку секунди можат живо да значат. Дали лековите за алергија? Инаку во домашна аптека адреналин не се препорачува да се има, затоа што може да биде злоупотребен. Меѓутоа во секоја ординација мора да имат антишок терапија и кај матичен доктор, и кај специјалист, и болниците обавезно, задолжително. Кога зборуваме за препарати против алергија, дали тие можат да се купат во аптека на своја рака? Можат. Или пак одат секогаш на рецепт? Можат и на своја рака, значи постои една група, лоратадинот е тука, деслоратадинот, кои што имаат статус на издавање без лекарски рецепт и во истата таа група е и аналгинот, кафетинот, значи ред лекови кои што се издаваат во аптека без лекарски рецепт на совет, според советот од фармацевтот. Другата група на антиалергиските агенси е со назнака дека се издава исклучиво на лекарски рецепт, така да пациентот треба да појде кај матичниот доктор, оттаму кај специјалистот, пулмолог или пулмоалерголог и да се врати кај матичниот да му бидат дадени рецептите, например, воколку станува збор за овие кортикостероидните спрееви. Тие во аптека не може човекот да ги земе на своја рака. Исто и таблетите со кортикостероиди мора да има извештај од лекар-специјалист. А дали организмот може да развие толеранција или пак зависност на препаратите, на лековите за алергија? Толеранција, како и кон секој друг лек, така и кон антихистаминиците, односно антиалергиските агенси, се случува во организмот при подолготрајна нивна употреба. Например, ако препаратот е од 2 милиграми и се употребува неколку месеци, во даден период човекот ќе се осети дека нешто веќе не е тој ефект и посегнува по 5 милиграмска таблета. Значи, доаѓа во организмот со тек на времето и константно обскрбување со овие 2 милиграми, значи со дефинирана доза од конкретен лек, доаѓа до нисходна регулација на рецепторите. Значи, ако секој лек се врзува за конкретен рецептор во нашиот организам, како што
неколку месеци, неколку години се врзува лекот за рецепторите, доаѓа до опаѓање на нивниот број, односно до намалување на нивната активност. И поради тоа човекот ќе има потреба од повисока концентрација од истиот тој лек, односно да има потреба од лек кој што ќе го даде истиот ефект, но кој што делува на други рецептори, значи друга хемиска група. А ако одреден лек се земе во поголема доза, значи дека ќе има и подобар ефект? Не. Не? Не. Во поголема доза од пропишаната, најверојатно секој еден лек ќе ги пројави своите несакани ефекти, а дека посакуваниот ефект дека ќе биде подобар, побрз, не. Кои препарати за алергија се најсоодветни за бремените жени, но и за малите деца? Кај малите деца, новороденчињата, многу пати родителите коментираат има екзема, односно атопичен дерматит. Тие дечиња во пубертетот, повеќето од нив, развиваат астма, затоа што основата и на атопискиот дерматит и на астмата е идентична. Исти гени дефинираат и атопичен дерматит и астма. Во секој случај, она секојдневна тоалета со хипертоничен раствор е можеби најдоброто нешто и за трудниците, меѓутоа и за малите деца. Да, понекогаш ќе има потреба и од лоратадин, односно современата генерика деслоратадин или монтелукастот, зависно од ситуацијата на трудницата, зависно од тоа што нејзиниот гинеколог ќе и препорача. Многу пати може да помине и само со хипертонична морска вода лаважа, нема да има потреба од некаква појака хемија, например. Исто и кај децата. Некои луѓе кои што се алергични на многу работи, постојано користат лекови и препарати за смирување на непријатните симптоми на алергијата. Како кај нив да се спречи зависноста или пак толеранцијата кон овие препарати? Таква зависност постои, дефинирана е. Кај тие луѓе, знаете како, треба да се промени прво и основно ќе биде променет лекот кој што е претходно ординиран. Пардон. Ќе се даде лек од друга хемиска група, кој што би требало да даде поубав ефект или побрз ефект, меѓутоа зависноста се јавува, например, тоа чувство на поспаност, има дури и луѓе кои што го злоупотребуваат лоратадинот навечер за да спијат подобро, што е надвор од оправданите индикации на конкретниот лек. Самата зависност од ефектот ќе се јави, постојат луѓе кои што со години употребуваат креми со кортикостероиди, како дневна, односно ноќна крема, без оглед зима, лето, наутро, навечер, се употребува кортикостероидна крема. Тоа е некаква зависност од ефектот кој што го предизвикуваат на организмот, меѓутоа е повеќе, како би кажал, здравствена необразованост. Ради несаканите ефекти. Така, кога се употребува долго време кортикостероиден крем, дали тоа по известно време може да предизвика контраефект? Во принцип не би требало да предизвика контраефект, можно е да даде контактен дерматит, како и секој еден производ кој што се нанесува на кожа, маст, крема, лосион, раствор, било што, можно е да даде таков контактен дерматит кој што ќе се смири сам од себе кога ќе престане апликацијата на конкретниот лек. Инаку кортикостероидните креми најчесто се употребуваат неколку дена, максимум до 2 недели. Вообичаено ги дозираме наутро, навечер, да се премачка регијата која што е зафатена со алергија.
Кога зборуваме за најчестите грешки што ги прават пациентите при користењето на лекови за алергија, дали можеби е тоа што го споминавте пред малку, долготрајната употреба? Да. И неконсултирањето на лекар во закажаниот термин? Марија, знае, како да ви објаснам, ние... Како фармацевти ги советувате кога ги издавате лековите? Нашиот народ многу сака, да прочита по форуми, да види на интернет, нели, сам свој доктор. На лекар се оди само кога навистина ќе згусне. Советот кој што го добиваат од аптека, колегите, самите пациенти ми се чини дека некако не се фокусирани. Да, просторот е тој, гужвата нели е таја, меѓутоа ниту еден пациент не е неуслужен. На секого му е пружена таа услуга, совет како да се применува правилно терапијата, колку долго, и секогаш колегите нагласуваат терапијата ви е за, например, 28 дена. После тоа морате да отидете на матичен доктор, а тој ако смета ќе ве препрати повторно на специјалист. Меѓутоа повеќето луѓе некако така се доживуваат дека се самите медицински доволно образовани и дека нели не им треба здравствен совет. Ете, тоа е нешто што треба да се промени. Да, тоа е нешто на кое што работиме сите, и лекарите, и ние фармацевтите. Една работа е човекот да си го препознае симптомот. Главоболка, болка во грлото, повишена телесна температура, проблеми со стомакот. Да, тоа е најчесто вирус, но не мора да значи дека е вирус, може да биде нешто друго. Се оди на лекар, се прави крвна слика, врз основ на крвната слика, докторот е тој кој што ќе утврди дали е вирусна или бактериска инфекција. Во аптека ќе биде издаден лекот, меѓутоа ќе биде издаден во оригинално пакување, што е од фабрика, дали внатре ќе бидат капсули, односно таблети за 5 дена, за 7 дена, и самата таа терапија треба навистина да трае 5, односно 7. Да не биде прекине порано или пак да се продолжи. Обично сите прекинуваат. На вториот ден ќе се осетат подобри и третиот ден ќе се напие од лекот и толку. И ќе го остави после, демек, ете, тоа е. Така, потребна е едукација на ова поле. Голема. И токму од таа причина и ги креираме овие емисии. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам, Марија. Почитувани, ова беше се во денешното издание на емисијата. Се гледаме секој работен ден на Телма. Довидување.